Денес нема скролање на социјалните мрежи. Денес се анализира секој пишан збор и секој одговор. Од паника во ходниците се до фокус пред клупите. 4 години поминати заедно, смеење, дружење и созревање. Ова не е само тест по предмет. Ова е тест на нивниот начин на созревање во светот на возрастото. Воопшто не е стресно, зависи како ќе се поставиш, како ќе си ги отвориш вредиците кон работите. Мојот сон е да бидам дипломирана професорка по македонски јазик и за едната кариера го избирам филолошкиот факултет науки Блаже Коневски, каде што ќе уживам додека студирам. Денес полагаме англиски, првиот испитен испит. И немам стрес искрено, ама добре, верувам дека ќе помине убаво. И мојот план е да се запишам на филозофски факултет науки и да студирам за психологија. Според мене ова е еден од побитните чекори кон нашата иднина и верувам дека скоро може сите сме напнати и исплашени, но не треба да се плашиме и не треба да ни е страв, бидејќи само ова е прв чекор кон иднината и успесите на сите нас. После нашата 4 годишна дружба, запознавање, нови мемории, нервози, смеење. Ова е само така еден неформален крај кој што не внесува во идниот пат кон нашиот успех. Јас ќе студирам музичко. Мислам дека не сплутија најмногу моментите кога бегавме од часови. Сите смења, сите расправи, сите позитивни и негативни моменти не сплутија најмногу. Многу го сакам мојот клас и навистина ќе ми фали, ќе ми недостига премногу. Планирам да отидам на ЕСРА, приватен факултет за глума, така што ќе имам многу помал клас и се надевам дека ќе имам исти лудори, исти позитивни моменти како во овој клас во средно. Дали сум спремна за денеска? Делот со пиење кафе и материјалот пролистување на книгата сум спремна. Над 14.500 средношколци денеска го тестираат својот 4-годишен труд. Токму помеѓу оваа бројка се наоѓаат нашите идни професори, градоначалници, министри, балетани, музичари, политичари, но секако токму и овде каде што впрочем полагаат на правниот факултет Јустинијан I, може би се кријат и нашите идни новинари кои што ќе го креираат јавното мислење. Се што ние можеме да кажеме е само среќно на испитот што ги отвара вратите на вашите соништа.